Добар ден, ученици од училницата. Еве ме повторно на заедничка дружба, денес на час по македонски јазик, по второ оделение, со наставна содржина медиумска култура, театар. Јас сум наставник Светлана Бобевска во Основното училиште Блаже Комевски, Велес. За денешниот час ви подготвив медиумска култура, односно ќе разговараме за театар. Што ќе научиме на овој час? Да се запознаете со медиумска култура, значи да знаете што е медиумска култура, да научите што е театар, сцена и сценска изведба, актери, костимографија. Да се запознаете со основните културни навики кога се наоѓате во театар. Стекнатите знаења да ги применувате секојдневно во вашиот живот. Темата е театар. Преку прашања и дополнително објаснување ќе ги прошириме знаењата за театарот. Добро размислете пред да одговорите. Јас ќе поставувам прашања, а вие размислете што ќе одговорите, а потоа дополнително ќе ви дадам објаснување за дадениот одговор. Да започнеме. Театар е место, зграда во која одиме да гледаме. Под А кино представа, под Б театарска представа, под В училишна представа. Што мислите? Така е, театарска представа. Еве зградата во која гледаме театарска представа, возрастните, а еве зградата, односно театарот за деца и млади. Посетителите во салата во театарот се под А навивачи, под Б судии, под В гледачи. Што се посетителите во салата кога ќе влезат? Така е, гледачи. Еве ја салата, влегуваат во салата гледачите. Посетителите се сместуваат во седиштата за под А патување, под Б дискусија, под В публика. Што се посетителите кога ќе седнат во седиштата? Публика, точно. Значи ја сочинуваат публиката. Еве ги посетителите, седнати се на своите седишта, според бројот на картата, седнати се на седиштето во салата. Пред почетокот се креваат под А завеси, под Б ролетни, под В тегови. Што мислите, што се крева пред почетокот на представата? Така е, се креваат завесите. Еве ги завесите затворени во театарската представа, а еве ги како се отвара и се чека да започне представата. Представата се одигрува на сцена, стадион, игралиште. Што мислите? Така е, на сцена. Еве ја сцената, погледнете како е осветлена и се чека да започне представата. Представата може да биде поделена во под А глави, под Б полугодија, под В чинови. Што мислите? Кога гледаме театарска представа, забележуваме дека има неколку делови и тие делови се викаат, така е, чинови. По завршувањето на чинот се спушта завесата. Еве ја завесата спуштена и се подготвува на сцената за наредниот чин. Во текот на представата треба да разговараш со луѓето околу тебе. Го исклучуваш мобилниот телефон и со внимание ја следиш представата. Или се довикуваш со глумците. Точно, го исклучуваш мобилниот телефон и со внимание ја следиш представата. Еве го знакот за исклучен телефон и секогаш пред да влезеш во салата има ваков знак што ти кажува дека треба да го исклучиш мобилниот телефон.
Луѓето кои ја играат представата се: под А авијатичари, под Б актери, под В акробати. Сите започнуваат на А. Што мислите? Кој е точниот одговор? Точно така, актери. Еве ги актерите на сцената во разни видови на театарски представи. Тие се облечени во интересни и привлечни. Под А униформи, под Б носи, под В костими. Забележавте на претходниот слајд во сликите во што беа облечени? Така е, во костими. Еве и уште една сцена во различни костими. Во текот на представата се менува и инвентарот, под Б завесата, под Б сценографијата. Што мислите? Така е, сценографијата. Еве каква е една сцена, а потоа ќе се следи друга сценографија. За домашна задача ќе имате на следниот линк да ја изгледате театарската представа Јованче и Марика. Ќе си отворите на YouTube, ќе го копирате линкот, ќе си отворите на YouTube, а потоа ќе ја изгледате представата Јованче и Марика. Откако ќе ја изгледате, треба да објасните што ви се допадна најмногу додека ја гледавте театарската представа. Да илустрирате, односно да насликате една сцена што најмногу ви се допадна. Се надевам дека сите научивте како се следи театарска представа и дека со внимание ќе гледате и ќе ги почитувате правилата додека седите во театар. Секоја театарска представа секогаш има еден вид на порака, кој што вие треба сами да го откриете додека ја гледате театарската представа и на крај, кога завршува представата, актерите се наградуваат со аплауз. Ви благодарам на вниманието, довидување до следното видување. Поздрав од наставничката Светлана Бобовска.